Во услови кога се забележува намалено производство на струја, од вчера РЕК Битола работи само со еден блок, државата не само што продолжува со купување на електрична енергија, туку увезува екстремно скапа струја. Државните електрани никако да ги стават во функција сите три блока во РЕК Битола, а камоли да ги исполнат ветувањата за покривање на 100% од енергетските потреби. Во моментов РЕК Битола работи само со третина од капацитетот и покрај ова премиерот Ковачевски уверува дека државата ќе има доволно количини струја. Се работеше за протекување на една од цевките во блокот, во вториот блок во РЕК Битола, се работи на негова санација. Тој треба да биде ставен во функција во текот на наредните денови. Дополнително третиот блок, значи еден од трите блока кој што имаше изгорен трансформатор, трансформаторот е направен. Веќе започна неговиот транспорт. Транспортот започна, но неизвестно е кога трансформаторот кој се носи од Турција ќе стигне во земјава. Ковачевски оптимист дека тој ќе стигне за 2 дена, иако потоа треба и да се монтира. Но проблем не е само РЕК Битола, не работи нити Осломеј, а исклучен е и ТЕЦ Неготино. И за ова премиерот има оправдување. Во моментов цената на електрична енергија на светските берзи е пониска од производствената цена на електрична енергија од ТЕЦ Неготино со оглед на високата цена на мазутот и дополнително што генераторот на ТЕЦ Неготино покажуваше одредени знаци на пречка во работењето и затоа овој период се искористи ТЕЦ Неготино да се исклучи од мрежа. Ветувањата дека сите три блока во РЕК Битола ќе работат до стартот на грејната сезона не се исполнија, а допрва ќе се прави детална проверка и поправка на се она што треба со генераторот во ТЕЦ Неготино. И за тоа време државата континуирано ќе врши увоз на електрична енергија. Премиерот ги куражи граѓаните да не стравуваат дека ќе останат без струја, но призна дека работат во услови на исклучително голема криза, а цените на енергенсите на дневно ниво се менуваат, а државата не престанува да увезува струја наместо да го зајакне домашното производство.